и Тарпео. Расказ Облак. 2-3 прилепски бежиња разбрале за итроштините на Итарпеја и таман дошол Пео во Прилеп на пазар, го нашле на Анот и за да го насамарат, му рекле: Ајде Пео, да се обложиме дека не можеш да преседиш ноќеска на керамиди. Ако преседиш, ќе ти дадеме столири. Било зима и многу студено, та бежињата си мислеле дека Пео не ќе се согласи со облогот. Па и ако се согласи да остане ноќеска на јасникот, нема да остане жив. Арнаама Пео го заскокоткаа ребрата за столири и си вели: Стопанка му, јас сум сиромав, па сиромав. Ако останам жив, ќе речам збогум на сиромаштијата, а ако умрам од студ, ќе се спасам од неа. Кога да видиш, жив умрен на ќарсум, и реши да се обложи со бежињата. Го качија ноќта на една куќа на керамиди. Ни сакме, ни гуне, ништо не му дадоа да си земе. Тресе вилици Пео, тенџере клинци и плочи цела ноќ. Нели пукна зора, се осамна. Достиска душа, не умре. Кога дојде изутрина бежињата, за чудо, Пео евети го каде мртка на керамидите. Слезе кутриот, се порастрча нагоре надолу, да му се пуштат дамарите, да се подзатопли и им отиде да им ги бара парите. Овие небаре се зачудија па му велат: А бре Пео, како остана жив ти ноќеска? Може би навали оган на керамидите. Што ли? Пео почна да се брани и им вели: Море ни оган запалив, ни ништо. Туку давајте ги парите, не играјте си мајтап со мене сиромав. Не, брате, бежињата сакаат да измрдаат од облогот, а Пео сака да си ги земе заслужените столири. Почнаа да се расправаат. Пре си се греел негде, пре не сум ни видел оган. Не си се греел, бре јок. Најпосле му падна на ум на едно од бежињата и го праша Пеа: Ама ич нигде не виде оган ноќеска, бре Пео? А бре Агачко, видов таму негде во планината под Крушево, туку од таму до овде колку е далеку. Ах, повикаа сите бежиња во еден глас. Ти си се греел керата цела ноќ, па сакаш од нас пари да земеш, а? Ај сиктар од тука да не ти ги скршиме коските. Што ќе прави Пео сиромав? Сикиниса си заплака. Се греел од 30 километри далечина. Но што ќе прави? Кај е сила, нема правдина. Оди време оди, дојда истите бежиња на лов по Маријово и ги донесе ѓаволот и во Пеовото село. Бре ош, бре држ. Пео ги пречека како што се пречекуваат бегови, но му падна на ум нивната подигравка, па си намисли да им врати мило за драго. Ки ги вика Пео денеска на ручек. Тие одвај дочекаа муфта ручек, се надеваа дека ќе падне и Ракија, Алва и најмногу од се Белки Пејовица е млада да ги послужи. И дојдоа кај Пеа. Се вртка, се шутка Пео домаќине. Носи ракија, кафе и излегува по набргу да види дали е готов ручекот. Помина 12 часот, ручекот уште не е готов. Помина 1, па 2, па 3, се стори ужина. Ручекот од Пео никаде да втаса. Ајде бре керата Пео, зошто не го носиш ручекот? Прашаа бежињата. А Пео се насмевнува под мустак и им вели: Уште малку Агачко, уште малку беже. И излегува почесто да види дали е печено телето. Така ги излага дека ќе им пече теле. Најпосле им се стемни на бежињата. Ги сви цревцето за јадење и станаа да видат каде се пече или вари ручекот. Кога го прашаа Пеа каде е ручекот, тој ги зеде по него и им вели: Елате да видите, и ги одведе во градината под една топола. Под тополата навален оган, а нигде нема ни котел да вари, ни ражен да се врти, ниту пак нешто да мириса на манџа. Каде е телето бе, Пео? Се разлутија бежињата на Пеа. А Пео одвај го дочека прашањето па им вели:
Него не е котелот од телето, им го покажа со главата на врвот од тополата. Туку уште малку не е доварено месото. Бежињата се налутија и почнаа да се готват да го маваат што ги излага, па му вели едно од нив: кога се видело и чуло брекерата на врвот од тополата месото, под тополата оганот, па да се свари. Ами како се греев и јас бежа од Прилеп, а огнот во Крушево. Парите ни заедни, зашто сите сега ќе ви исколам. Им се пофали Пео и го извади од чорапот својот анџар, со кој си го тераше тромото магаре, тупејќи го во вратот. Видоа не видоа бежињата, ги одврзаа кесињата. Му дадоа на Пеа столири и си тргнаа гладни, та дури во Прилеп.